Добре дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е председателот на Синдикатот за градежништво, господинот Иван Пешевски. Господине Пешевски, изградбата на коридорите 8 и 10Д стана најактуелно прашање во моментов, што поради низа недоречености во самиот договор, што и поради непопуларните измени со кои што работната недела станува подолга, односно ќе изнесува 60 работни часа. Што како синдикат правите или ќе направите за да ја оспорите оваа одлука да стапи во сила и да ги заштитите работниците од едно такво решение? Според нашите сознанија, тој предлог нема да направи 60 работна часовна недела, туку ќе направи 72 часа работна недела. До сега имавме едно изборено право од пред 137 години за кое што навистина паднало крв и луѓето се избориле да 8 часа само работат. 8 часа е за одмор и рекреација, за да ги наполнат батериите утре дента да бидат исто така продуктивни и 8 часа сон. Меѓутоа, нашата влада дефинитивно смета дека треба да ги врати македонските градежни работници во робовладетелство и феудализам и да работат од 40-60 како редовни часови, плюс 12 часа може би да се плати како прекувремена работа. Имајќи во предвид дека секој ден по 12 часа се 72 часа, горната граница која што они не ја предвидуваат во Законот за работни односи, дозволува да само еден работник одмара 12 часа дневно и во текот на една недела 24 часа, едно деноноќи. Тоа ако го израчунаме во часови ќе видиме дека е многу повеќе од моменталното законско решение и да биде трагедијата уште поголема за новиот закон за работни односи преговараме повеќе од 5 години и никогаш ни на економско-социјален совет ни во работните групи не беше споменато дека може да има ваква брза измена. Ова се случи од кога го видовме подпишаниот договор во 4 очи помеѓу Бехтел Јенка и нашите владини представници, премиерот, вице-премиерот, министерот за транспорт и врски и така натаму. Повторно како Сојуз на синдикати на Македонија и Синдикат за градежништво ќе бидеме приморани да ги оспоруваме тие членови пред Уставниот суд, каде што веруваме дека повторно Уставниот суд ќе ги донесе истите заклучоци, истите одредби, истите одлуки, бидејќи навистина е невозможно во еден сектор со сите работни места кои сами по себе се со висок степен на ризик и луѓето се изложени на надворешни влијанија 24/7 во текот на неделата да работат по толку часови за сметка за некакви си средства. Тие средства однапред не можеме да ги видиме бидејќи станува збор за увезени работници. Значи, ние финансираме проекти со домашни средства, а тие средства од прекувремени часови плати или сами по себе компанијата ќе ги наплати, дали е тоа Америка, Турција и така натаму. Повторно нема никаков дел од колачот да видат ниту домашните компании, ниту домашните работници. Дали имате проценки, например, колку од домашните работници, сега ве прашувам, би се согласиле да работат толку, односно, нели, прекувремено, како што е предвидено сега со овие измени? Знаете како, согласноста која што ја кажува и Министерката за труд и социјална политика сама по себе е неуставна. Вие како работник не можете да се согласите да работите толку дури ако сакате. Значи нема цена што може вас да ве плати да работите по 72 часа неделно. Со било каква согласност сама по себе таа е неуставна и повторно ние ќе ги оспоруваме тие согласности, изјави или што и да потпишат работниците. Невозможно е повеќе од 50 часа неделно да се работи во секторот градежништво, бидејќи она што го гледавме во минатото, тоа се повредени работници, паднати работници од скелиња, загинати на самите автопатишта. Тоа се повторно ќе кажам со највисок степен на ризик работни места каде што луѓето се изнемоштени за 8 часа, камоли за прекувремени сати. Она што требаше да го предвиди владата и да има фер услови за сите, како за домашните работници, така и за странските, е да се воведе работа во смени. Тоа никој не ги ограничува. Може би ќе чини повеќе тој автопат, меѓутоа пак ќе кажам, нема цена човечкиот живот. Велите дека увид во договорот немавте, се уште не сте го виделе, меѓутоа имате ли некакви можеби поконкретни информации околу договорот, кои што нели во моментов е таен, значи се преку медиуми слушаме за одредени содржини, за одредени одредби во него, и можете ли да ни кажете еве кои ќе бидат бенефитите од еден ваков проект? Ќе имаме ли бенефит за домашната економија, воопшто за градежниот сектор?
Немаме подетални информации од договорот, она што го имаме како информација исто како и вие од другите медиуми или како што кажуваше опозицијската партија, имаме информација од свиркачи, ние такви луѓе немаме и навистина не интересира политика во тој дел, не интересира човечките животи, безбедноста и здравјето при работа и обезбедување пред се работа за домашните работници. Од она што досега, од кога е подпишан договорот и од отварање на ленти, ангажирање одредени компании и работници, имам информација дека не се ангажирани домашните компании. Мора за вашите гледачи да подсетам дека Македонија е обврзана спрема тие EU директиви и меѓународни конвенции кои што ги има ратификувано. Една од нив е конвенцијата 94 на МОД, која што обврзува согласно законот за јавни набавки да 51% бидат домашни компании, 51% бидат домашни ресурси и така натаму. Меѓутоа, од првите проекции што можеме да видиме, нема ни 30% ништо од домашната работна сила или домашните ресурси, како би можеле да очекуваме дека ќе имаме напредок и во домашната економија или подигнување на BDP-то. Ова, ако земеме во предвид дека немаме предвидено трошоци за експроприација, пред се немаме ни проект, него Бехтелиенка граделе наводно на лице место со проекти со работници, може би по нашите предпоставки ќе биде преку 2 милиарди евра, овој коридор 8 и 10D заедно, тоа е навистина за една економија како нашава огромна давачка или како да кажам народен долг ќе биде тоа до не знам која наша генерација, бидејќи за 100 километри автопат да се задолжите 2 милиарди евра е навистина огромна сума и повторно е знак прашалник дали ќе ги возиме тие патишта и дали во догледна иднина и од кој ќе се изградат ќе имаме бенефит назад да ги повратиме како држава тие средства. Од друга страна, дали имаме доволно домашни компании, односно работници кои што би можеле да се вклучат во проектот за да биде завршен така како што е планирано и колку тој увоз на странски работници може да ја смени цената на работната сила? Цената на работната сила секако дека нема да ја смени увозот, затоа што зборуваме за земји од третиот свет, каде што таму луѓето работат за 200 евра, па се лажат тука да дојдат за 500-600 евра и обезбедено сместување и храна, па тоа ќе им биде како чиста заработувачка, односно како и ние кога одиме некаде надворна печалба. Меѓутоа, не е точно како што велеа владините представници дека Македонија нема капацитети. Тоа беше една голема навреда за нашите компании, кои што во минатото граделе по Иран, Украина, Либија и каде не, а сега да не може да направат 100 километра автопат во Македонија. Автопатот Битола Прилеп и така го имаме со добра реконструкција, проширување, ќе можевме истиот да го возиме и да биде навистина автопат како што треба да биде. Оној автопат што велевме во минатото да го довршеа ова гарнитура на власт, па да видевме дека навистина работа домаќински во секторот градежништво, да, нека земат нов проект, нека го направат после и до Кичево, бидејќи претходната власт го остави Кичево Охрид недовршен, новата гарнитура повторно не го довршува Кичево Охрид, а сега ќе го правиме Тетово Кичево. Значи, навистина имаме изгубено некако како синдикални представници верба во овие владини представници, бидејќи секторот градежништво некако им стана најлесен за тие проценти, провизии и средства кои што ги обезбедуваат за нивните политички партии сами како себе за плата, а од друга страна го сиромашуваат градежниот работник и ги тонат во бездна градежните компании. Секторот градежништво е навистина еден од најпогодените во однос на одливот на работници. Господине Пешевски, зошто си одат градежните работници од Македонија? Дали навистина е само ниската плата причина? Да, ако треба да го одговорам прашањето со да и не, да, бидејќи условите за работа, да не се лажеме, секаде се исти. И во Германија, и во Италија, и во Шведска, каде и да заминете вие, и летно време грее сонцето и зимно време паѓа снег. Меѓутоа, платите се навистина мизерни. Согласно последната статистика, 26.000 денари е една плата просечна на градежен работник во нискоградба. Високоградбата, бидејќи прават тие компании поголем профит, па и повеќе ги наградуваат вработените, стигна до 29.000 денари согласно статистика. А ако разговарате вака на терен, ќе ви кажат градежните работници дека нема испод 40.000 денари плата во градежништво. Нема, меѓутоа да не забораваме дека токму секторот градежништво нажалост се уште има најголема нелојална конкуренција и најголем дел од работниците се уште работат на надници и земаат плата во плик. Тоа е нешто што треба државата и механизмот на државата, односно инспекциите, да го спречат, да го стопират и да го воведат во ред. Изминатиот период сме сведоци на многу протести. Има протести здравствените работници, протестираше моментално
генерално штрајкот во мирување го ставија вработените во државниот испитен центар, протестира вработени во управата за јавни приходи, културните работници и така натаму. Буквално сите. Да, ќе ги добијат ли незадоволните работници правата што ги бараат, односно ќе добијат ли повисоки плати? Знаете како, во минатиот период се покажа и докажа дека со протести и штрајкови навистина може да се остварат голем дел од правата од работен однос, меѓу кои најважното за нас платата, бидејќи на крајот на денот сите дома, ако не однесеме за семејството нешто за што сме работеле во месецот. Она што може статистички да го видиме е дека навистина многу порасна минималната плата, имајќи ја во предвид од кога е донесен законот од 2012 година, дупло и повеќе е зголемена минималната плата, автоматски растеше и просечната. Но кај нас некако платите беа пред време изедени од инфлацијата, затоа што 15% инфлација не значеше ништо за тоа зголемување кое што ние го баравме од 1000, 2000 и 3000 денари. Во последниот период се разговари за нов општ колективен договор за јавен сектор кој што треба да ги уреди платите во јавниот сектор, бидејќи некако во приватниот поради тоа што немаше доволно кадари работници, па природно беше да се покачат платите за да се задржат тие работници. Меѓутоа, за ваше потсетување, доколку нема државата пари, сама по себе немаше сигурно да потегне спор па на Уставен суд да се донесе одлука за нивно зголемување на 80%, наспроти нашите 80% зголемување на работно време, а платите да не бидат исти. Така да, како представници на Сојузот, ќе ги повикаме повторно да ги работат истите работи, да има и пратеници, и министри, и вице-премиери и се. Меѓутоа, нека влезат еден ден во чевлите на работникот, нека работат за минимална плата за 60 часа, а понатаму повторно да носиме заедно на економско-социјален совет одлуки и да продолжиме да работиме. Тоа не се спремни да го направат, затоа што велат исто одлуката на Уставен суд е конечна. Добро им дојде што им легнаа по преку 2000 евра плата на сите пратеници, именувани избрани функционери, а системот за плати, ќе кажам јавно, кој што го предвидува министерот за финансии, да почне од 2024 година и можеби 2000 денари ќе се зголеми минималната плата заклучно 2028 година. Тоа е како да треба да хибернираме 5 години да не јадеме ништо, па после 5 години да може да кажеме дека се навистина доволни за живот 22 или 25 илјади денари плата. Никој не може да ја предвиди инфлацијата, затоа што нели главни виновници за инфлацијата беа работниците со нивното покачување од 2000 денари, а не се владините функционери со покачувањето од 50.000 денари. За Законот за работни односи спомнавте дека преговарате 5 години и се уште го немате конечниот, нели, прочистениот текст, а во меѓувреме се носат одредени законски измени за кои што барем според тоа што како што ве разбрав, не сте информирани, не сте знаеле. Не сме консултирани, најбитното. Така. Која е тогаш поентата, господине Пешевски, на преговорите, на разговорите во економско-социјалниот совет во кој што нели има и ваши представници? Со други зборови, тоа е глумење на социјален диалог. Јас ќе кажам дека во моментов владата единствено што има е социјален монолог, сама себе си се прашува, си одговара на прашањата и си ги тера политиките, не знаејќи дека нивниот најголем работодавач се токму работниците и ќе им пресудат на следните избори, како што тоа го направија на минатата политичка гарнитура, меѓутоа некако се движиме во недоглед, ќе ги наградиме па ќе ги казниме одредени политичари, а сето тоа се сведува на грбот на работниците. Досега во овие 5 години бевме повикувани како репрезентативен синдикат на сите седници на економско-социјален совет. Имаше многу работни групи за тој закон и на крајот не видовме дека некој планира вакви брзи измени со европско знаменце во собрание, за да го изигра целиот процес и целиот социјален диалог што сме го имале падне во вода. Може би на следните такви седници и работни групи нема да присуствуваме, бидејќи не гледаме некаков бенефит од сиот тој процес и оние средства и време што се изгубени во тие преговори, бидејќи владата дефинитивно задкулисно сака да игра и сето она што го договараме на маса, од друга страна го стави по брза постапка и да не одговара буквално на ниедна страна, затоа што овие измени верувајте дека во голем дел ни на работодавачите во Македонија не одговараат, а камоли на работниците. Господине Пешевски, ви благодарам што бевте наш гостин. Ви благодарам и вас на поканата. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Довидување за една недела.